студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Оставката на осомничениот директор на комунална хигиена кој заврши в притвор отвара можности за нова блокада на јавното претпријатие. Градоначалничката и управниот одбор различно го толкуваат законот, а без директор нема кој да набави нафта за камионите. Мартин Арсов. Комунална хигиена остана без директор, откако Рустеми си поднесе оставка од морални причини по распитот во кривичниот суд. Нејасно е кој ќе го води предпријатието сега, затоа што Арсовска не сака да назначи нов директор. Скопската градоначалничка испрати соопштение во кое вели дека треба да го прашаме Мицкоски за тоа како ќе функционира комунална хигиена, бидејќи тој го направил овој хаос. Го повикуваме премиерот Мицкоски, кој има своја председателка на управниот одбор од ВМРО, која воедно е осуден криминалец за 2 кривични дела во 2006 и 2022 година, да го повика управниот одбор на комунална хигиена Скопје, согласно член 24а, став 2 од Законот за јавни предпријатија, да донесе одлука за разрешување на директорот и согласно став 3 од истиот член да именува вршител на должност на предпријатието. Мицкоски го тероризира градот со своето режимско и диктаторско владење преку својот управен одбор, злоупотребувајќи ги институциите и полицијата да се е страф и да врши репресија пред избори, пишува таа. Членот од законот на кој се повикува Арсовска е општ и вели до изборот на нов директор. Управниот одбор, односно градоначалникот на градот Скопје, во рок од 5 дена именува вршител на должноста директор. Но статутот на комунална хигиена прецизира во случај на престанок на мандатот на директорот, по кој било основ. До именување на нов директор, градоначалникот именува вршител на должност директор. Ова значи дека само Арсовска може да назначи нов директор. Од управниот одбор пак велат дека немаа добиено ниту известување од градот, дека Рустеми ја доставило ставката до Арсовска. Од владата за Сител велат дека евентуална негрижа, намерна обструкција или неисполнување на обврските повлекува соодветна институционална и правна одговорност. Владата внимателно ги следи состојбите и нема да дозволи самоволие, некомпетентност или едноумие да го попречи функционирањето на јавните служби, ниту пак да се загрози јавниот интерес и безбедноста на граѓаните во Скопје. Во случај на институционален застој, владата има законски механизми да постапи согласно своите надлежности, со единствена цел да се обезбеди нормално, законито и ефикасно функционирање на предпријатието и да се спречи било каков ризик по здравието на граѓаните, ни рекоа од владата. Извори за Сител од комунална вела дека и тие камиони што им се останати нема да може да возат и да собираат ѓубре, оти нафта имаат само уште за денеска. Иако нема нов директор, ќе нема кој да спроведе нова набавка. Ќе нема кој да потпише ниту вработените да земат плата за овој месец. А според информациите од Суткос, плата за септември се уште нема ниту во паркови и зеленило, ниту во Дрисла. Инаку директорот на комунална, заедно со управител во истото предпријатие, вчера добија по 30 дена притвор. Според обвинителството, двајцата не ја извршувале својата основна работа, редовно собирање и транспортирање на ѓубрето во Скопје, со што може да се предизвика ширење на зарази. Им се заканува казна од 1 до 10 години затвор. Мартин Арсов, Сител телевизија. СВР Скопје до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против поранешниот директор на Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело проневера на службата. Пријава заработија и поранешен заменик директор и 5 вработени во Агенцијата за храна и ветеринарство поради сомнение за сторено кривично дело помагање во преневера на службата. Со незаконска исплата на дневници за патување во странство, поранешниот директор се сомничи дека се стекнал со корист од 62.530 денари. ЗА во својство на директор на Агенцијата за храна и ветеринарство во периодот од 2017 до 2020 година во повеќе наврати со намера против правно да прибави за себе парични средства кои му биле доверени во службата за службени патувања во странство на кои истиот присуствувал, примал дневници во висина од 50%, иако согласно уредба за изменување на уредбата за издатоците на службени патувања и службени патувања во странство, требало да прими само 20%, бидејќи трошоците за сместување и исхрана не паѓале на товар на институцијата.
Владата вчера го усвои буџетот за следната година, поголем е од овогодинешниот за 200 милиони евра. Дали ќе донесе тој развој, какви се оценките на експертите, одговори бараше Наташа Мерсовска. Маријан, ќе донесе развој само ако парите се насочат кон добро осмислени и реални инфраструктурни проекти. Но ако се насочат само за зголемени плати, пензии, социјални трансфери, ќе не задуваме. Владата во предлог буџетот за следната година ги намали парите за капитални проекти, но експертите велат дека добро е што е така, затоа што искуството од изминатите години покажува дека никогаш во целост не се трошат овие пари. Затоа предлагаат реални, добро осмислени проекти кои што ќе придвижат градежната механизација и ќе привлечат нови странски инвестиции. Првичните оценки од експертите ги гледаме во продолжение. Експертите скептици дека предложениот буџет за следната година ќе донесе раст и развој на економијата. Проектираниот 3,8% пораз на БДП е остварлив само ако се реализираат капиталните инвестиции. И ако за нив владата одвои помалку пари, според експертите, ако се насочат во вистински проекти кои ќе привлечат нови инвестиции, државата ќе оди напред. Но ако најголем дел од буџетот се потроши за плати и социјални трансфери, ќе не задуваме. Се зависи од реализацијата, исто така од инвестициите во приватниот сектор, од нашиот капацитет за привлекување на странски директни инвестиции и нашиот капацитетот на државата да покрине, да потикне и јавно финансирани капитални инвестиции и вложување во инфраструктура, во образование, во здравје. Предлог буџетот за следната година ќе изнесува 6,7 милиарди евра. Приходите се проектирани на 6,1 милиарда. Минусот ќе се покрива со задолжување надвор и дома. Планирана евроврзница која може да надмине милиарда евра. Токму големото задолжување, според Бошков, ќе го наруши имиџот на државата. Секое задолжување е веќе болно, не заради тоа што директно може да го почувствува обичниот граѓанин, него самата помисла дека ние сме задолжени, дека ние имаме економски параметри, дека можеби 60-70% задолженоста ќе биде од бруто домашниот производ и сите тие се макроекономски параметри кои обичниот граѓанин и обичниот лидер или бизнисмен не го засега, меѓутоа директно во крајната слика на начинот на кој се води бизнис и деловното окружување какво е во земјата, тогаш оставаме порака дека сме ризични за развивање на бизнис и ризични како дестинација за приклучување кон глобалната економија. Оптимистички се владините очекувања за инфлацијата од 2,5%. Дефицитот на тековната сметка ќе изнесува 3,5%. Ако сакаме да се намали, Бошков предлага да се продаде дел од имотот во странство, кој со години не се користи. Вели добро е да растат платите, но да има и за преквалификација и обука, за истражување и развој, за примена на вештачката интелигенција, за вработување нови инспектори во пазарниот и трудов инспекторат. На тој начин може да очекуваме придвижување на економијата. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Билал Касами вели дека бил погрешно разбран за изјавата за наводна подршка на кандидатите во вториот круг по етничка линија. По јавните пораки од председателот на ВМРО ДПМН е да прекинат етничките поделби и остварената средба со Мицкоски, кандидатот на Вреди за градоначалник на Титово Билал Касами ја менува реториката. Изјавата во која е јасно даде до знаење дека очекува и ветува взаемна подршка со Дуи во Кичево, Долен и Бравеница за кандидатите албанци, сега вели била извадена од контекст. Реакцијата на Мицкоски вели не ја гледал како опомена. Првично не сметам дека имало каква било опомена. Мора да го земеме предвид контекстот, местото и медиумот во кој е дадена изјавата. Таа беше политички погрешно толкувана, бидејќи нашите противници се обидоа да ја отворат етничката карта на овие избори. Фатмир Дехари е најслабиот кандидат на Дуи кој за време на неговото владење не донесе ништо добро во Кичево. Напротив, им наштети на градот и на луѓето во Кичево. Поради оваа причина не можеме да застанеме зад него само затоа што е албанец. Од Вреди веднаш по првичната изјава на Касами се оградија и повикаа граѓаните на Кичево сами да пресудат за кого ќе гласат во вториот изборен круг, каде во изборната трка влегуваат кандидатите на НАИ, ВМРО ДПМН Александар Јовановски и Фатмир Дехари.
Пред само неколку дена Мицкоски му се обрати на Касами порачувајќи дека гласовете на избирачите ги немаат во джип за никој да кажува како да гласаат. Ги повика политичарите по ваквите изјави да не прават подолби по етнички теми, бидејќи тогаш немало да има разлика меѓу нив и Ахмети. Од владеачката партија и денеска го повторија ставот, наместо етнички подолби да се фокусираат на обединување. Нашиот став по однос на тоа е јасен. Ние секогаш повикуваме и сме за обединување околу вредности, а не околу етнички прашања и теми кои што доведуваат до поделби. Така што очекуваме сите политички фактори кои што се сериозни да се обединат околу вредности, затоа што онаа политика на поделби која што беше, би кажала, дефиниција за ДУИ, заврши поразена на 19 октомври. По молкото, ДУИ во телефонски разговор ни рекоа дека нивниот став, дали постои договор за взаемна поддршка со Вредино и каков е воопшто ставот по ваквите изјави, ќе го соопштат утре на пресконференција. Ивана Соколович најдова, Сител телевизија. Кандидатите за градоначалници продолжуваат со активностите на терен, уште 2 дена кампања, в недела ќе се гласа во 33 општини. Специјални корпи за отпад од домашни милиници најави кандидатот за градоначалник на Центарот СДСМ. Во програмата за втор мандат планира и вакцинација и микрочипирање на уличните кучиња за хуман третман. Во нив ќе има и бесплатни кесички за сопствениците, со што овозможуваме едноставно, урбано и еколошко одговорно решение за чисти улици и паркови. Во следниот мандат одиме и чекор понатаму. Започнуваме со вакцинација и микрочипирање на уличните и домашни миленици. Програма за поддршка на младите за отпочнување собствен бизнис најавува кандидатот за градоначалник на општина Аеродромот СДСМ. Поддршка на млади лица до 29 години што сакаат да започнат собствен бизнис. Грантови за стартап до 4000 евра по апликација, обука за предприемништво, дигитален маркетинг и бизнис планирање, консултантски услуги за пристап на национални или европски фондови. Целта на оваа мерка е да се намали невработеноста кај младите и да се зголеми бројот на активни млади предприемачи. Враќање на духот и сјајот на старата скопска чаршија најави кандидатот за Центарот Знам, кој ги посети за најчиските дуќани и разговараше за проблемите на еснафот. Прошетавме во многу дуќани, посетивме многу еснафи и видовме дека се уште живее духот на таа традиција која што живее во Скопје повеќе од 5 векови. Ќе бидеме поддршката на развојот на еснафот во нашата држава, бидејќи само така можеме да ја задржиме таа традиција и тие традиционални вредности. Родителите ќе бидат ослободени од сите трошоци за учениците, бесплатни униформи и ваучери за електронска опрема за студентите, најавува кандидатот за градоначалник на општина Карпош од ВМРО ДПМН. Ќе доделиме 6000 денари за секое запишано првооделенче во Карпош. Ќе обезбедиме и бесплатни училишни униформи. За секој нов студент од Карпош, општината ќе ја покрие школарината за првата година. Затоа што образованието не смее да биде луксус, туку право. Сите млади до 30 години кои ќе имаат идеја, вештина, знаење да регистрираат стартап во Карпош, ќе добијат 2000 евра поддршка. Во главниот град во трката за градоначалници влегува кандидати од 4 општини: Аеродром, Центар, Карпош, Шуто, Оризари и кандидатите за град Скопје. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ги укина санкциите против поранешниот претседател на Република Српска Милорад Додиќ. Од списокот на санкционирани се отстранети и имињата на неговата најблиска соработничка Жилка Цвијановиќ, членка на претседателството на Босна и Херцеговина, како и неговиот син Игор и ќерката Горица. Потоа претседателот на парламентот на Република Српска Ненад Стевандиќ, како и голем број актуелни поранешни функционери во ентитетските и владините тела на БИХ. Причините за укинувањето на санкциите не се наведени во одлуката која следи откако Додиќ го прифати неговото разрешување од функцијата претседател на Република Српска и повлекувањето на законот што парламентот на ентитетот го донесе во декември минатата година, а чија цел беше да го блокира действувањето на судските и полициските органи на Босна и Херцеговина. Соединетите американски држави првпат воведоа санкции против Додиќ во 2017 година за време на администрацијата на поранешниот американски претседател Барак Обама, а подоцна беа засилени, бидејќи освен за поткопување на Дејтонскиот договор, тој беше означен и како лице вмешано во коруптивни активности. Тука е крајот на овие вести.